Картички за зелена нафта денеска беа доделени на земјоделци од Тетово, Желино, Тејарце и Јагуновце од страна на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Аријанит Хоџа. Со картичките на земјоделците им се овозможува точење на субвенционирано евродизел гориво за нивната механизација. Корисниците на мерката зелена нафта пред да почнат со искористување на средствата, откако ќе активираат картичката на најблиската бензинска пумпа, потребно е да направат испоредба на сумата која што има на картичката со сумата која што ја имаат во решението. Една од најзначајните мерки на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и владата на Република Северна Македонија, која јасно ја дефинира искрената ориентираност кон земјоделскиот сектор, е точно мерката зелена нафта, за која денес сум тука присутен да ги поделам картичките за зелена нафта за земјоделците од подрачната единица на Тетово, која ги опфаќа и општините Желино, Јагуновце, Брвеница, Тејарце и сама општина Тетово. Поделени се 1304 картици за зелена нафта во износ од 4,3 милиони денари само за регионот во Тетово, и нормално дека со ова се покрива 50% од потрошеноста на нафтата за земјоделските цели што ги користат земјоделците, како што сме ветиле и пред тоа дека намерата е да се покачи процентот на покриеност на ова дејност и тоа очекуваме до крај на мандатот да биде до 100%. Уште еднаш покажуваме дека се грижиме за земјоделците, дека навистина сакаме секторот да го ориентираме во делот на развојот, да биде развојна компонента, економски развиени добри општини и региони, и тоа значи дека ќе имаме подобри земјоделски услови и земјоделство во самата држава. Крајниот рок за искористување на средствата кои што се на располагање на зелената картичка е до крај на април 2022 година. Согласно изработената методологија, висината на поддршката по корисник е утврдена во зависност од големината на површините и типот на земјоделски култури кои што се одгледуваат. Вкупно за оваа мерка се обезбедени 200 милиони денари.